Почитувани, стартуваме и оваа нова работна недела со ново во градовите од Македонија. Ексклузивни новости за вас денеска подготвивме од Охрид. Тука е Дарко Штарговски да слушнеме како прилипчани живеат со прилипскиот мајтап како стил и начин на живење и колешката Ана Трајчевска да ни открие што значат тие интересни прекари битолски во Битола и како живеат, дали се пренесуваат од колено на колено. Останете со нас, се надевам дека ќе го задржиме вашето внимание. Ова се минути посветени на ново во градот. Стартуваме со Охрид. Татјана, колеги, прво да ви кажам дека единствено што гледам во моментов е дека во Битола кај колешката Ана Трајчевска имаме сонце и убаво времето. Ние нажалост мора да бидеме под овие промени временски што ни беа најавени, ама ајде ќе издржиме неколку дена. Ана, блазеси ви за овој почеток на работна недела под сонце. Татјана, кај тебе се новостите. Со тебе стартуваме, со тебе ексклузивно ќе ги пренесеме најновите информации од Охрид. Повели. Токму така, Јована, добро утро од Охрид. И Охрид имаше пред малку сонце, сега веќе го нема, но како да е, Охрид ни е убав секогаш. Пред мене е Самоилова тврдина, а зад мене е целиот град. Овој град крие многу историја. Овој град, знаеш како велат, секој сокаче си има своја приказна, секоја коцка, секоја калдрма си има своја приказна. Ке има многу да зборуваме ние не само денеска, него и во сите следни емисии кои што ни предстојат за тајните на охридските фамилии, ке зборуваме за охридските песни која како настанала, ке зборуваме за црквите поединечно, ке зборуваме за пештерски цркви во некоја прилика, ке зборуваме за самата Самоилова тврдина, че има многу што да раскажуваме од Охрид. А денеска, како што и самата веќе ни кажа, ќе ви презентираме нешто ексклузивно. Овој пат ќе ви пренесеме една мапа на Охрид со нови базилики и цркви. Но пред тоа би сакала да го најавам мојот драг соговорник утрово, господинот Гоце Ангеличин Жура, кој што е историчар на уметност, кој што целиот свој живот го посветува токму на истражувањето и секогаш има нешто ново да ни презентира и однапред да му се заблагодарам затоа што одлучи таа новина да ни каже токму нас утрово во ново во градот. Заедно и јас вам ви благодарам навистина за оваа чест. Мислам дека ќе поминиме пријатни моменти со вас и со нашите гледачи. Дали може, пред да започнеме да го кажеме ексклузивното убавото, да кажеме збор-два за Охрид, онака да ги внесеме во самата приказна и самите тајни на градот? Видите, стариот Лихнит или Охрид се наоѓал баш на ова кале. Значи, калето е поделено на два дела, повисоко, каде што доминира Самоиловата тврдина, и понискиот дел, каде што доминира црквата Богородица при лета, гледам од околу. Значи, на овие простори, поради географската положба езерото, значи, цивилизацијата се развива од мугрите на човековата цивилизација преку преисторијата, историјата, средниот век па се до денес. Значи, овој град со милениуми баш се наоѓа на ова место. Од една страна тоа е убаво, но од друга не, затоа што култура над култура се уништуваат. Дали ме разбирате? Кој што дошол? А додека оние, како што се скупи, стоби, хераклија, тие се настрана и затоа се сочувани. Но сепак со милениуми се кријат овде некои напласти, мозаици, камчина на мозаици, кои навистина представуваат нешто незамисливо, нешто вонземско. Одма би бил краток, како што напоменате вие за историјата, од преисторијата мора да ги напоменеме, да ги споменеме наколните живеалишта во градиште, а потоа златните маски кај Требениште што се најдени, вие знаете дека две се однесени и откраднати во Белград, две во Софија и загадочната тврдина над Свети Еразмо со оние огромни киклопски соводзини камења. Преодот меѓу преисторијата и историјата го наоѓаме во македонскиот антички театар. Значи, прво тој бил македонски, па после е претворен во гладиаторски борби кога дошле римјаните и почнува христијанството. Значи, тоа е интересно што ќе подискутираме баш за тие огромни базилики, за тие многу цркви. Потоа средниот век, знаете, доаѓа Климент, потоа е Самоиловото царство, неговата тврдина, неговата патриаршија кај Света Софија. Света Софија имат еден континуитет на сите цркви, значи започнувајќи од 3-тиот, 4-тиот век, па се до 19-тиот век. Со право не нарекуваат светиот град или светиот Рит. На толку мало место, еве и во позадина може да се видат само колку цркви може да се видат само во позадина за нас.
Да, на картата баш ќе видите. Ја погледнати картата, се надевам Баш на да картата, зумираме. ако повлечеме на една линија од црквата Свети Јован Богослов Канео, поврзуваме со Богородица Успение, Богородица Каменско, со црквата Свети Никола во дворното место на Чобаневи и болничките цркви, се добиват еден ромбоид. И ако направиме две линии, точно се прави крст и се сечи кај Богородица Привлептост. Самото име мислам на црквата Богородица Привлептост, значи гледам од високо, гледам од далеко. Тоа е ова црква зад нас, може и од тука да се види да, веќе. Да. Зато сега интересно е што овде навистина Охрид е специфичен град и убави, рековте дека тоа е град на светиот Риц, светиот град, затоа што кој што доаѓал од преисторија и историја сакал да остави белек овде. Дали ми разбирате? И затоа овде е една специфика за Охрид. Значи, интересно е што овде проповедале, вие знаете во Библијата, да не именуваме страницата 313, значи викаме пред апостол Павле имаше визија, пред него стоеше човек македонец кој му велеше дојди во Македонија. Значи сигурно дошол и во Охрид. Потоа мора да се нагласи, да се потенцира уште пред признавањето на христијанството 311 година, значи овде проповедаат апостолот Андреја, првоповиканиот е тој од Господа. Значи проповедат во Охрид, а потоа во Русија. Потоа се редат оние од 80 апостоли Тимотеј, Урвин, значи тие били во Охрид. И најголемиот меѓу ним бил свете Еразмо Ликницки, знаете као на базилика околу 6 км далечен од Охрид, кој ги покрстувал на Белото езеро, значи соилјадници. Потоа со признавањето на христијанството доаѓаат, значи 323 година, кога се одржува првиот Васеленски собор во Сердика, се споменува охридскиот епископ Зосима. Потоа се редат Лаврентие, Антонија, значи овде е почетокот на сите тие цивилизации. Јована, сигурна сум дека знаеш и во многу наврати сте ме споменале дека Охрид е град на 365 цркви, барем така е запишано во сите книги кои што ги имаме читано за Охрид. Овде имаме базилики веќе нови, кажавте. Колку нови базилики, на колкаво подрачје, значи што е тоа што е најново? Со нашите истражувања, мислам неколку години, значи и со новите археолошки истражувања на Охрид, кога почна од 2000-та година навака, значи се открија уште десетици средновековни цркви, остатоци на цркви и повеќе базилики. Значи имаме индиција, ќе видите на првата карта, имаме индици, значи на преку 12 оригинал базилики што се најдени ин ситу и индици на уште 6-7 базилики. Значи, како што напомнав, христијанството многу рано се шири. Значи, уште 323 кога се споменува Зосима, значи и тогаш морали да се градат тие базилики. Но се уште, мислам, мете неодгатнато е тоа прашањето, јас сам го размислувам, зошто мислам толку на овој свет рид, како што рековте, вие како свет град, нали го викаат и Балкански Иерусалим, град на Господа, зошто баш на толку мало место има толку огромен број базилики, може да ги замислите колку Света Софија огромни, колку народ овде живе. И морат ние да го кажеме, ова сум дошол до заклучок дека Охрид секогаш служил како Иерусалим, како место на аджилак, доаѓале од околните места, мислам, луѓе да се поклонат. Така. Јована, имате ли можеби прашање за мојот соговорник? Верувам дека ова што досега ви го раскажавме ви е интересно за Охрид. Да, како не е интересно, ова навистина го задржува вниманието, јас внимателно ве слушав, ова се податоци, верувајте, кои што јас првпат ги слушам волку детално и навистина убаво објаснато, однапред голема благодарност до соговорникот. Сакав да прашам, како што и ти сама, кога го најавуваше соговорникот, кажа дека секоја калдрма, секој ќоше, секој сокак во Охрид си носи своја приказна, надалеку се прочуени, се познати некој од семејствата во Охрид, некои познати нивни презимиња. Сега не би сакала јас да ги кажувам, дали може некој да ги споменеме. Кои се оние кои што се познати охридски семејства? И ме интересира како тие се задржале заедно, како се дружеле, како се групирале, дали може би сталежот бил пресуден за нивното дружење?
Еве јас можам да се пофалам дека и јас потекнувам мојата фамилија од едно такво семејство, Маленкови се значи во Охрид едно од тие семејства. Прашањето е од студио, значи за самите и охридски семејства кои што живееле тука, значи како обстанале, како се дружиле, каде се живееле, од позначајните охридски семејства. Ја сега да се вратиме да се вратиме на ова прашање, затоа што јас пред 2 години напишав книга за охридските семејства фамилии посветени и тие интересно е што мора да нагласам овде во 1694 година на Козма Китиски, тој бил настојник на Охридската архиепископија, турските власти му наредиле да изврши попис на охридските семејства по енории или по мала и на сите цркви. И од тој податок го имаме од 1694 година, дека тој нашол е поделил стариот дел на градот. Тога само бил долобиле турците. Стариот дел на градот го поделил на 7 мала или енории. И таму ги има сите имиња на фамилиите, но едно да назначиме. Дури во времето на преродбата во 19 век се добиваат презимињата. Тогаш ги земале охридските фамилии, се познате по тоа што ги земале по да речеме Шандан за свечник, или Терзија, или Столар, или Папуџија, значи по надимокот ги земале. После настануваат презимињата, но во право сте, видите што е, мора да се врата малце назад, кога дошле турците, градот, вие рековте, ова е светиот Рит, овде били само споменици на културата цркви. Значи побожен град, свет Рит, додека населението живеело долу. Кога дошле турците, го протерале, нали ти ги зеле долу, како што знаете, обработливите земјишта, ги протеруваат христијанското население овде, а овде само се цркви. Но што прават старите наши предци охриđани? Тие, за да останат споменот на тие цркви, оставале нишани. Нишана, викаме да речеме дали кандило или една икона оставал, и со тек на време тие цркви не можеле ништо да ги скрие, светлината на денот ги се појавиле надвор. Затоа ние, како што споменам, со најновите археолошки истражувања, значи откроеме уште десетици цркви, и моментално сега, ако земите на овој мал простор, значи од челна порта, од челница, до Самуиловата крепост, значи може да замислите 18 базилики и 43 цркви. Значи, последна емисија денес коптиме добро за фамилиите ви направиме, мислам за онако, да. Так, само што да кажеме како податок исто интересно дека стариот дел на Охрид се заклучувал навечер, нели горна порта и долна порта. Како не смеело никој да влезе, зошто? Видите, после неколку порти, долна порта, горна порта и челната порта. Најубавата порта е челната порта, тоа е значи челото на градот. Горна е северна порта и долната порта. Добро рековте, затоа што Илија Поп Стефани има запишено во своите белешки, кога ете еден пример, кога дошла во Охрид кугата, колерата, пануклата е викале, значи кога владел со Охрид Джеледен бек од 1800 до 1830 година, ги заклучувале вратите да не се мешаат луѓето, да не излегуваат, да не се прошири болеста. А во право сте, градот се затворил секогаш, како што знаете и во оние кастели, во оние замоци на запад, значи кога ќе влезел дали императорот или некој, му го подавале клучот, му го давале да отклучит портата и да бидат присутен во тој град. Так, ви благодарам, навистина исцрпни податоци ни дадовте утрово. Се надевам некоја следна прилика ќе поразговараме и за некои други тајни на Охрид. Јована, се надевам дека од ова што го чувте сте задоволни и ви беше интересно утрово со ова што го почнавме ново во градот. Како не, Татјана, јас ти благодарам што ја започнавме оваа работна недела заедно и што ги споделивте со нас овие први информации од Охрид, и благодарам и ти посакувам убава и успешна работна недела. Колеги, дали сте подготвени да продолжиме понатаму? Гледам дека веќе Дарко си го пие утринското кафе. Дарко, добро утро за Прилепчани. Ете, кај вас изгреа сонце, значи Јана ни ја префрли енергијата натаму. Зашто ќе зборува Дарко? За прилепскиот мајтап. Дарко, ќе ни откриеш зошто во Прилеп не игра мајмун? И зошто во Прилеп не игра мајмун ти откриеме на крајот од овој разговор. Пред се добро утро Јована, добро утро до сите гледачи. Како што и најави, ова понеделнично утро, ова недела ја започнуваме со една тема со која што се надеваме дека барем малку ќе ги релаксираме гледачите, а тоа е мајтапот. И од каде не ви започнале да разговараме за мајтапот, ако не е од Прилеп, односно неговото родно место. Се наоѓаме тука во срцето, во изворот на тој мајтап, а тоа е старата Прилепска чаршија. И пред да започнеме со разговорот со мојот соговорник, само сакам да потенцирам тоа дека помеѓу мајтап и виц има огромна разлика.
Вицот си е вица, додека мајтапот е една вистинска уметност, еден стил и начин на живење. А каков е тој начин на живење, ќе ни каже нашиот соговорник, бардот на македонското и прилепско новинарство, господин Тачко Локвенец, а освен тоа што е новинар, тој е и писател, има напишано неколку книги, а со тоа станува и на еден начин хроничар на сите настани што случуваат во минатото и во сегашноста во Прилеп. Добро утро, господин Локвенец. Добро утро, благодарам. Како што кажаме, се наоѓаме во срцето на изворот. Позади нас се сокаците на старата чаршија. Дали може да се каже кога и пред се како настанала оваа типична форма на прилепска комуникација, односно мајтапот? Не имам истражувања некои посебни, меѓутоа од разговорите со постарите кои веќе ги нема во чаршијата, мајтапот е многу стар, колку и самиот прилепчанец. Кој го донесол, кој го измислил, како? И она што рековте дека мајтапо не е виц. Тоа е чудесна комбинација на кажување, првин кажување, смеење, порачување и на крајот излекување некоја полка. Дали кога се мајтапиш со некого, сакаш единствено само да се шекуваш или сепак има некоја доза, мала доза на скриеност на тоа да го навредиш, да го буцниш, што викаме ние? Од се помалку, зависи од карактерот на тој што го користи мајтапот. Има луѓе кои сакаат да шибнат. Има луѓе кои сакаат да насмеат. Во секој случај, прилепскиот мајтап е повеќе бел отколку црн. Значи не сака да предизвика некои вака тегоби кај луѓето, току напротив првин да ја разведри атмосферата, а второ и некоја порака да каже, да речеме на убава жена на еден чудесен начин да ја каже дека е убава. На некој кој е малку потврд, нетолерантен да му каже дека не се разговара само по твоја идеја, тук се разговара и по моја идеја. И така, мајтапо е една широка, како да кажам, широка платформа на смеење, а и не само на смеење, и на порачување. Прилепчани за така наречените мајтапчи имаат еден навистина уникатен термин кој што се потребува само во Прилеп. Мислам дека го нема на друго место во Македонија, а тоа е курназ, курназување, односно старување. Во денешна терминологија тој збор курназ би се превел нешто како джекче, мангупче, типче кој што знае да врати. Колку во Прилеп постојат се уште курнази што знаат да си го дадат својот одвет? Знаеме она позната реплика на Џумерко, односно на Итарпео во Солунски патрди, каде што вика немој да се правиш многу голем курназ, затоа што во Прилеп секогаш од курназ има покурназ. Да. Овој збор во Прилеп е многу чест збор, многу присутен. Овој збор сакаше да го истражи еден прекрасен човек, Блаже Алексовски, кој ги напиша тие 12.000 прекари и повеќе книги напиша благодарение на широкоградоста на Витаминка фабриката и генералниот директор Симон Наумовски. Денеска помалку донатори се јавуваат. Многу автори остануваат необелоденети со своите дела. Овој Блаже имаше таа среќа да соработува со Витаминка и да издаде месечени околу 7 до 10 книги. Една од нив е, еве го. Еве една од тие, може за гледачите да видиме, таа е книгата Прилепски прекари. Покојниот Блаже Алексовски, глумецот, успеал да собере 11.000 прилепски прекари. Практично секоја индивидуа, односно секој семејство во Прилеп има прекар. Да. Што се однесува до курназлако и курназите, Блаже има повеќе книги напишано за прилепските курнази, ама не ги представува во она смисла на зборо надмени, некултурни, вакви или такви, него напротив ги представува со една многу убава содржина, во форма на джентлемени. И додава една реченица, курназ будала. И често пати го прашував зошто ти е ова курназ будала, вика, курназот знае дека има граница, црвена линија. До тука може да види курназ, потоа може да стани будала. Сега предлагам тука, доколку е подготвен, да го погледнеме прилогот, а потоа ќе се вратиме со разговорот со нашиот соговорник, господин Тачко Локвенец. Она што се символизирало преку ликот на Итарпео
И денес живее на секоја тезга, во секој дуќан или кафеана во Прилеп. Поминале векови години, Прилеп се менувала и чаршијата, но на што се уште вечно останало е мајтапот. Низ овие тесни сокаци во чаршијата се создавала оваа вистинска уметност. Со сите да се шегуваш, но и тие да се шегуваат со тебе, без навреди и лутење. Мајтапот е најоригинално опишан со еден навистина типичен збор кој што го има само во Прилеп, а тоа е курназување или старување. Никој точно не може да утврди кога настанал мајтапот, но неговиот извор е старата чаршија и занаетчиските дуќани. А додека пак храм, или може да се каже академија на мајтапот, биле и останале берберниците. О, 12 сатове јас, мајсторскиот ми чукна. Ајде, отидов јас. Ти, дете оче дојче те заврши или заврши си сам. Ајде. Каде бе мајсторе? Сами Ами вака ја на пола? Ето, типичен прилепски мајтап. Вакви и други народни шеги можеле да се случат исклучиво во берберниците, каде што и се развивала оваа форма на комуникација. Во околу 50-тите години, 60-тите, не сум точно сигурен, иди муштерија кој носел паларија, порано луѓето носеле паларии, односно шапка, и татко ми нормално имал калфа и се договориле со калфата да шапката додека го стрижи клиентот, шапката, чиракот да не види клиентот, скришум, да ја однеси кај шапкарот и малку да му ја расшири. Додека го стрижел татко ми цело време го прашува, значи да не си болен, нешто гледам, не си свеж, нешто главата. Не, супер сум се, ево ред. Од кога го дострижува, ја клава шапката, шапката му пропаѓа. Не е таа големина, значи ја расширил шапкарот. Леле, мајсторе, Арно ми рече, ти има нешто овде. Кутри човек пошол дома, жената, ајде по доктори, па легнал болен. И после неколку дена татко ми со другарите одат кај него на посета и му кажуваат дека сето тоа било мајтап и така да тој бил еден, а има и друг мајтап. Порано на времето луѓето што пазарот торбите ги оставале тука во нашиот дуќе. И му текнало на татко ми, некој си купил јајца. Пола јајца од таблето му ги свариле и му ги вратиле пак јајцата. Мајтапот бил и останал основно средство на комуникација на прилепчани. Секош бил и ќе биде. Само треба да погодиш човекот што може да издржи. Ако не го погодиш, ништо си зафркната работа. Мајтапот е за шегување или за навредување? За шегување само, не за навредување. Зошто да се навреди? Ќе направи сме за него, тој ќе направи за мене исто. Еден. Колку вие се шегувате со вашите пријатели? Секош. И со мене се шегува. Што е нормално. Без шала нема седнување. Кој те седнеш, мора да се нашалиш. Прво ќе се нашалиш, па после ќе седнеш. И расположение ќе се створи самиот. Инаку не може, тоа е таков живот. Некој велат се изгубил мајтапот, некој велат дека не се изгубил. Никога што пред мајтапот не може да се изгуби. Од детот кој знам секојаш имале шала. Без мајтап не може. Кој ќе иди не те вика на име, него на прекар. Прекар, секој обавезно има прекар. На прекар ти викне се насмеш. Се лутат ли луѓето кога се мајтапите со нив? Не, баш кеф му е. Да, баш е кеф. Јас работам во фирма сум обшествена. И ако нема кај нас мајтапи, не е живот интересен. Тоа јасно и гласно таеш. Прилеп е познат по уште една друга работа поврзана со мајтапот, а тоа се уникатните и смешни прекари. Нема фамилија или прилепчанец кој што нема прекар. Нема град во Македонија чии жители имаат толку прекари како што имаат прилепчани, и фамилиарни и индивидуални. Пример, Пеце Сувогазе, Тепај Мајковци, Гризикосковци, една рака Газевци. Една плејада на термини кои може да се смислат само во Прилеп. Така се крстени дури имињата на географските поими, а се разбира со неизбежниот еротски призвук. Голомаде, одма го зикале, други Серловци, некои Мочковци, некои разни има прекари. Кој му ги давал тие прекари на луѓето? Чаршијата ли? Чаршијата. Комшите, тие, кој било, тие давале. Ги давале да се шегуваат со нив или да ги навредат?
Не бе, се шегувале тогаш. Како се добивале прекарите? Според што? Према друштвото. Друштвото ти ги свара прекарите. Друга ако се еве го така каре, приначи те се еве го немијанко, иди немијанко ти остана цел живот. И тоа ти се носи цело време. Во чаршијата затекнавме едно навистина весело друштво, седнато на муабет кај последниот останат ковач во градот. Па мајтапот си се пренесува тоа нормално, барем во градов кај не за на друго место, не знам да што да ви речам, меѓутоа доводека е супер. Има мајтапи, сега кој како ќе го свати. Има и безобразни, има и небезобразни. Тоа е тоа, така. Лутали ли некојаш луѓето? А има и што се лута, ама ќе му помени. 2 минути, 3 минути готово си врви тоа. Лутината нема, не држи многу лутина, нема што да држи, нема потреба. Ќе го начека утре. Потоа гледа како да му врати. Нормално тоа се разбира. Вратка утре мора да му врати на било кој начин. Ако нема мајтап, не сте пилјапчани тогаш. Може да бидеме само, што да ви кажам друго. Чаршијата е едно од најубајте за мајтап места што викаме ние. Постои бе. Не е изгубен тој дух? Ама уште живеј. Вие го практикувате мајтапот заедно со вашите пријатели и другари? Зависи што пријатели се, ако е некој посалам што или повеќе мајтап имам, ако е некој што не го знаеш. Не можеш со него мајтап да правиш, може и друго да добиеш. Може да се налути? Може да се налути, може да ти ја лупни некој. Што всушност представува мајтапот? Ами кој кого да го надојтри? Така мислам. Табали се знаеш со што како. Ракичето и кафето и тоа е. Почнува денот? Почнува денот. Од тоа почнува така завршил. И цел ден така треба да биде убаво. Кевој. Еве го туте, ева туте. Доста го. Толку му. Иако некој вела дека со изумирањето на занетите изумрели мајтапот, но тоа сепак се докажало како неточно. Се додека постои прилеп, ќе постои мајтапот. Вие станувате на Сабајле, саботно утро денеска. Ако не направите мајтап, ќе ви тргне денов? Тешка работа. Обично прилепчаните познати сте по мајтап. Еве, со него, на пример, мајтап до тука бидува. Секој ден. И со мајтап го поминуваме и денот. Ако нема мајтап? Ако нема мајтап, ништо не си прилепчаници. Ќе стане човек прво, некој што не знае мајтап, сам себе се мрази. А после кој ќе излези надвор од куќа, сите ги мрази. Дарко не расположи ово утро тука во студиото. Ти благодарам за тоа, навистина се изнасмеавме. Сакам да те прашам затоа што не постои прилепчанец кој што нема прекар. Кој е твојот прекар, Дарко? Може би сум единствениот што нема. Значи, Ајде, може би и денеска ќе дадеме некој прекар. Може би. Доколку дозволува просторот и времето, би сакал само за крај да го прашам мојот соговорник, значи, дали се уште мајтапот функционира во старата чаршија? И како се практицира? Функционира и то многу добро, што е најдобро, младите го прифаќаат. Тој е сега во доменот на кај младината и таа ужас, се пред малку има некои момци каршинас и како изненадно однога направија. Прво таа страна, ама не сака да излезат пред камера. Да, ама ни направија мајтап на нивна сметка. Инаку Прилеп е чудесен град. Убав град, толерантен град, со добри луѓе. Меѓутоа, имам една забелешка која сакам да ја баш прочитам, дека нашиот мајтап прилепски не можат да го разберат луѓето кои не се родени во Прилеп. Една театарска представа кажува, излегува еден глумец, артист и вели, кој го уби татко ми. И од гледалиштето еден вика, овај старио. Тоа му се допаѓа на режисеро и вели, ќе гостуваме во Штип и иста оваа секвенца ќе ја поновиме. Одат во Штип, тоа е надвор од книгата на играње. Одат во Штип, ангажираат некој човек, тој вика,
Кој го уби татко ми, овој стариот, и се сите штипјани во гледалиштето бараат стар човек со бела коса. Не е то, значи, во Прилеп поинаква конотација има овој збор, ова синтагма, а во Штип друга, или во Велес друга, или во Охрид друга. Еве за крај, зошто во Прилеп мајму не игра? Па оние верзии, ти ја знаеш, ти две знаеш, мисле, че ни така? Јас знам две верзии, да. Едната е тоа дека порано, пред 100-150 години, тука во Прилеп доаѓале панајури. Еден од најголемите панајури на Балканот бил овде. Да. Во оваа чаршија изгорела. Значи, ја зафатил голем пожар. И сега, не знам дали сте забележали, има од старите дујќани со железо. Од Солун доаѓале овие греди железни. И тогаш е најнова адаптација на чаршијата. Овеле. Едната верзија од тоа, зошто мајмун не игра, е тоа дека кога дошол човекот, собственик на мајмунот, му свирил и мајмунот играл. А додека пак публиката му давала како награда лешници. Еден ден на некој од плепчани му текнало во лешникот да го дупни и да стави натре оса. Кога мајмунот да го скршил, осата го каснала. Потоа не играл. Втората верзија е тоа дека кога по 2 недели се вратил, значи истиот тој собственик на мајмунот да игра на панаѓур, односно на пазар тука во Прилеп, на стапот каде што се качувал на врвот, за да игра, му ставиле шајка. И од тогаш човекот, односно мајмунот, не дошол да игра во Прилеп. Да, видите, то се едни убави верзии на една карактеристика на еден град, односно на едни луѓе. Никого не навредуваат, а нам не навредуваат, Бога ми, кога ќе ни кажат мајмунџи во лоша конотација. Да, например, еве да ја прашна Јована. Јована, дали знаеш каде се наоѓа амбасадата на Прилепчани во Скопје? Сега ќе се мајта пишај да ќе ти дозволам. Не се сериозно. Не знам. Во Золошка, кај може да биде на друго место? Дарко ти благодарам. Мајмунот. Дарко ти благодарам, се измајтапивме со Прилепчани за старт на оваа работна недела. Ти благодарам многу за позитивното денешно расположение од Прилеп. Ви посакувам убав ден. Си го пиевте утринското кафе со нас и успешен ден и успешна работна недела. Се гледаме ние сигурно во следните изданија од оваа работна недела. Почитувани, ќе направиме кратка пауза и ќе одиме во Битола да слушнеме што значат прекарите битолски. Kada se najmodernija tehnologija proizvodnje sjedini sa 60 godina iskustva i tradicije, nastaje istinski kvalitet. Za one koji koriste optimalno i one koji žele maksimalno. Nova motorna ulja Maxima i Optima iz rafinerije ulja Modriča. Nestro. Сите се сеќаваме на својот прв дом. На моментите поминати со мама во кујната. И како да беше вчера кога правевме детски лудории. Се сеќаваме на својот 6-ти роден ден. На нештата кои не сакавме да ги делиме со никого. И на моментите поминати со оние што ги сакаме. 60 години го споделуваме светот на вкусовите. Витаминка. Повеќе од 20 години ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Трансмет. Моје име е Кенан Мандра и јас сум с помоќ липосукцијска исхрана успео да смршевим 10 кг за само 10 дана. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шејкови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кила. И за 3 месеца откако престанав со тие шејкови, ни еден килограм не вратив, значи ни еден грам не вратив. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам.
Ана Трајчевска за прекарите од Битола. Ана, на сам почеток ќе те прашам на толку многу прекари. Добро ги знаете ли имињата на луѓево или ги заборавивте само по прекари си се викате во Битола? Така, Јована, морам да кажам дека интересно е тоа што во Битола поголемиот дел од граѓаните меѓусебно се знаат по прекарите, а ретко кој човек се знае по своето име и презиме. Слободно можам да кажам дека можеби најблиските само ги знаат нели по вистинското име и презиме, но во голем дел нели се знаат по оние прекари кои што на вистина ги има многу во Битола. Денеска ќе ни открие што значат прекарите. Иако има некои кои што се смешни, дури имате и црн хумор, морам да признам, ама толку што се смешни, поминува и тоа. Ќе те прашам на самиот старт, ти имаш прекар? Немам прекар, но еве поголемиот дел од луѓето на мајтап некогаш знаат да ме викаат Ана Банана или Ана Крем Банана. Може би затоа што се римува, но од друга страна може би затоа што многу сакам да јадам и банани и крем банани, па ете, некогаш некои ме вика така, но во секој случај или Ана или Ане. А ти имаш прекар кога веќе сме кај прекарите? Искрено да, имам. Јованка ми е прекар. Сподели го со нас. Да, затоа што се лутам на името Јованка, сакам да ме викаат Јована, убаво читко, и луѓето што ми се блиски намерно ме викаат Јованка, но сопругот, признавам, има дадено прекар само кој што тој го употребува и ме вика Јоки, скратено, веројатно од Јована. Ајде да ги откриеме како настануваат битолските прекари. По што ги добиваат? Така, како што кажав, на вистина скоро секој битолчанец има свој прекари. Ете, важи дека ако не секој човек, барем секој втор жител на Битола има свој прекар, значи овие прекари главно ги добиваат уште од мали нозе, па ги носат додека да умрат. Ете, така би се изразила и слободно можам да кажам дека прекарите, некои прекари во Битола се традиционални. Ете, овој прекар го добил, например, таткото во семејството, па го наследил неговиот син, па потоа неговите синови, значи прекарите во Битола се пренесуваат од колено на колено. Како што кажав, прекарите главно настануваат уште од мали нозе, најчесто се поврзани доколку некое дете направило некоја белја или можеби сгрешил некој збор. Навистина различни приказки поврзани со прекарите во Битола, како што кажавме, навистина многу прекари има во Битола, некои се интересни, како што кажавме на самиот почеток. Еве би сакала да го спомнам 10 оствари Резило, затоа што пошол да си купва патики во продавница по чорапи и по влечки. Ке го спомнам тука прекарот на мојот колега кој што стои подзади камерата. Тој има прекар Снагата, го добил уште од мали нозе, а го викале Снагата затоа што бил премногу слаб. Исто така би го издвоила прекарот на Ќошо, затоа што живеел на улица, односно на ќош на некоја си улица, па така нели останал да се вика Ќошо. Тука би го издвоила и Распусто, го викале Распусто затоа што бил роден на 10 јуни. Навистина многу битолски прекари, не можевме сите да ги издвоиме за нашите гледачи, да ги пренесеме до нив, но еве издвоивме неколку од нив кои што верувам дека ќе бидат интересни, па затоа предлагам да слушнеме дел од битолските прекари во продолжение. Распусто. Оти е роден на 10 јуни. Лагата. Оти има куси нозе. Резило. Пошол да си купва патики, повлечки по чорапи. Свиокот. Живеел на некоја кривина. Ајкула. Оти кој ќе тргал марихуана, ајкули му излегвале. Ќошо. Оти Ивица се вика. Дрч. Домашна расна џукела. Нитрото. Оти Црногорец е детето и екстремно е брзо. Индексо. Прво цела мало се запишал на факултет. Индексо двојката. Единствен во друштвото со факултет. Џогеро. Висок слаб со виткана коса. Ленче, шц. Сите машки, шц. Праеле кој ќе поминела. Џоле салфетка. Оти женска му има фабрика за салфетки. Спидот. Оти секој лето шљака со спидо влечки по широк сокак. Ќор. Оти на сите му викаше кај си Саша. Пеце грдиот. Оти имаше едно кремче и беше фаца и на сите им викаше кај си бе грд. Флоре. Оти љубовницата му се викаше Флорида. Казанова. Оти ко казан бил во главата. Џони Вокер.
Австралијанецот што го вртеше корзото по 20-30 пати на денот. Порано се криеше од сите со раката настрана. Во последно време шеташе гушнат со сок од полкилово пластично. Пожаро. Оти мајка му и татко му отишле во пожарна на родителска. Струјата. Оти го акна струјот појачало за бас пред да почне свирката. Рабрата. Професор по биологија што секоја реченица ја завршвал со рабра. Коцката. Оти многу бил по коцкањето. Тротоара. Од едната нога му била покуса и му идела таман на тротоар да се качи. Сатаро, мачоро, саксо. Ова е исто дете. И на крајот, од што имал баја ги прекари, рандом му го завикаа. Кревкото. Оти нон-стоп фаули барал фудбал кој ќе играле. Бојата. Оти бил главна црна. Школскиот. Затоа што бил роден на 1 септември. Беќаро. Оти 3 пати се женил и се разведвал. Финио. Оти ошол на поседо кај брачедите во Финска. Каѓебе. Оти кој ќе играл кантер сите го барале. Маката. Оти кога да го побарале другарите за излегвање, викал не можам брат, мака ми е. Дубако. Од што бил дебелко во дубак да бил клаен. Наиме, го прашале како да те викаме тебе на прекар, цела мала има прекари. Одговорил, не ќам прекар, сакам наиме да ме викат. И така наиме го завикале. Празнио. Избегал од час и после му се вадел на професорката дека бил да ја прегледа глата и кога го прашала професорката што му нашло, овој му рекол ништо. Тушнико. Оти бил билдер. Кенгуро. Австралијанец кој живее во Битола. Марката. Оти носила само брендирана марка гардероба. Ќофтето. Оти кој ќе ја прашале кај се стрижеше, место кај кебапо прекар на фризер во Битола, рекла кај ќофтето. Кокошката. Оти пилиња печел пред кафаната и од што го завикале кокошката ги тргнал пилињата. Млекото. Оти многу бил бел во фацата. Ремено. Бил многу слаб и 2 пати го вртел ремено. Тоблеронето. Оти фризурата му била како тоблероне чоколадата. Мозоко. Оти на сите му делел ум. Ајваро. Оти комал си мачкал лепче ајвар и излегал надвор. Ана, морам да признам дека не расположи, не изнасмеа. Тука може да замислам сликата. Си оди некој човек по широк сокак и на сите пријатели им се обраќа по надимаци. Како ли изгледа тоа? Така Јована, на самиот почеток морам да кажам дека направивме многу убав старт на оваа работна недела, вака понеделнички да го започнеме ова издание на емисијата Ново во градот. Нели се разбира, тука беа прилепските мајтапи кои што ни ги пренесе колегата Дарко Штарговски, а еве сега тука се и битолските прекари. Токму така, значи, големиот број луѓе кои што шетаат по широксокак се довикуваат по својот прекар наместо по името и презимето, а јас многу често сакам и знам да излезам помеѓу граѓаните, да поразговарам со нив, ете, да ги прашам по определено прашање, така направив и овој пат, морам да го признам тоа. Излегов меѓу граѓаните на широксокак да ги запрашам дали тие имаат прекар, како го добиле се разбира и кои се оние прекари поинтересни на кои што се сеќаваат. Па затоа во продолжение јас предлагам да ја проследиме и анкетата снимана со нашите сограѓани со битолчани. Јас имам прекар, секој дете, знаеш, од мало. Така го навикале, така го прекарувал. Така, кој е вашиот прекар и како вие го добивте? Леле, сега, прекарот. По тоа што работев на работа со железарија и така ме завика. Не работам со чекан, со работи, чекано и тоа ми остана. Јас сум 60 години со прекар Грицко ми викат во Битола, такси возам. Сега, кога бев на предшколска возраст Пелистер, тој што воспитач, како се викаже тие, на еден му викна Зајко, мене Грицко. И од тогаш до ден денес Грицко ми е прекарно. Се сум 60, точно 60 години го носам. На кој еве некои попознати прекари низ градот можете да ги издвоите, некои поинтересни, на кои се сеќавате? Па, тоа се вика парапсихолошка одбранбена манифестација кај гангстерите. Тие си клават да бидат страшни, Ајхмано, не знам, Хитлеро, не знам, тоа одбранбена манифестација му е се, знаеш, да се со прекаро, демек
плашате се, јас ке правам што сакам во градот. Разбираш? И тие уличарките со чорапите што правете пред портите, тие ги клаваја 90% прекарите на Битола. Се сеќавам на прекар Тим за таа пајкар од Деsanот во времето кога биле овде Битола беше познато по големи друштва што се береа, да речеме Ице Мечето го викаво Генимале, познат прекар. Зошто го викаа Мечето, се сеќаваш? Го викаа Мечето затоа што беше кусо, дебело и така на некој начин растресено зимно време кој ќе се облечеше, делуваше, малце и страшен беше, а и да речам кавгаджија беше. Значи по тоа и го надимакот го доби Мечката. Оти имаше и друг кој се викаше Мечката и Мечето, ова помало беше, овај мал беше, низок, тој беше крупен, голем. А овај Десано обично по презимето, по прекарот, Десановци. Одавна, ама така го познаваја. Значи во Битола. Корзото беше нивно, на некој начин, корзото само со прекари се знаеа луѓето, младите, во наше време. Ние не знаевме по име и по презиме друго. По прекарите. Овај го викат кифлата, онај манџата, онај некак, секако. Или сам си направил прекар. Сам. Некако. И така е останато тоа од време некако. Така, значи луѓето тука во Битола се познаваа по својот прекар, а ретко кој се познаваше по името и презимето, така? Нормално, некој не го знаеш по името Петре или некој си, ти го познаеш по прекарот, некој го прекарува така, и го така. Иначе тоа е останато од време. Ана нема на име, само на прекари. Гледам јас дека кога ќе дојдам во Битола ќе си се вратам со прекар. Така, пак ќе кажам Јована дека со нетрпение те очекувам. Ете, пред неколку недели договоривме јавно дека ќе дојдеш во Битола, но уште чекам да дојдеш тука. Се надевам дека за скоро време ќе го испиеме нашето кафе на Широксокак, па можеби ете ќе заминеш и со уште еден дополнителен прекар. Јас се надевам и одва и чекам искрено да ти кажам и можеби ќе направиме нешто интересно, ќе се јавиме во ново во градот од Битола заедно. Така. Верувам дека ќе биде интересно за нашите гледачи. Повели што велат друга битолските надимаци? Така, ете би сакала јас да споделам уште неколку надимаци со нашите гледачи. Би го издвоила Арапо, затоа што имал црн тен, исто така би го издвоила Штиклата, затоа што многу сакал девојки кои што секогаш носеле високи подпетици. Исто така да кажам дека овие прекари во Битола биле поврзани со физичкиот изглед. Доколку некој бил дебел, во Битола го викале мечка, доколку бил покрупен, го викале мечка, додека бил исто крупен, но не толку крупен, тогаш го викале мече. Исто така би го прекарите ги добивале и по своето презиме. Ете познат во Битола е Спанаќо, кој што го наследил својот прекар, односно го добил по презимето на неговите, односно семејството Спанаќовци, па така останал овој прекар. Навистина доста познати прекари има во Битола, пред се интересни. Уште еден прекар кој што би сакала да го издвојаме Папало, кој што се пренесува од генерација на генерација, од колено на колено. Ете го добил неговиот татко, па го наследил неговиот син Велчо Петровски, па сега го наследуваат и неговите синови. Па за една таква традиција, односно како Папало го добил својот прекар, јас предлагам да слушнеме во продолжение токму од Папало. Во Битола од секој пат постоело надимак. Значи, што старите времена, сите битолчани се носиле некој надимак. Например, како Шкепаровци, например, како фамилијата Деветандери, постари фамилии. Фамилијата Порполошка, например, сите. Сега, сите тие прекари се надоврзуваат на основу нешто што е врзано околу таа фамилија. Кога би почнале да за мојот надимак, Папал дизајн, од кај доаѓа, како доаѓа, тоа ќе ви кажам цела приказна. Тоа е приказна, фактички, тој надимак иде од мојот татко,
Мојот татко беше Томе Петровски, папалот, кој беше фудбалер на некогашен работник по Битола и овој прекар го носи од негде од 45-6 година. Како фудбалер, во тој период, кога играа фудбал, таа генерација негова, например Доле, Чибуко, Бујуко, тие сите имале фудбалерите некаков прекар. И тие се ословувале по тие прекари. Значи тие не се викаат, Томе не го викаат тие, него Папал. Сега, Папал наставало, јас тоа го имам кажване на многу, мислам, емисии кои сме ги правеле за фудбал, за тие работи. Значи Папал остана на димакот кога во тој период играле фудбал и оделе на гостувања. Мојот татко тогаш немаше заработувачка на пари, сите тие работи. Значи фудбалот се играше за некаков кеф, за некакво задоволство, за престиж меѓу битолчани. Тогаш мојот татко, кој ќе оделе, например, до Охрид или Кичево, стално го наговарале неговите другари да праша што ќе има нешто за папање, дали ќе има. И тој мораше да го праша вожа на паток што бил, што ќе правиме денес, ќе има нешто за папање или нема. И на основу тој, што има, како има, станало надимако папа. Сега, тој надимак се надоврза врз мене, како син негов, и во Битола многу малку го знаат моето право име. Например, јас работев во трговијата многу години, по струка сум аранжер, и многу пати, после многу години, ме прашуваа, добро е, папа, правото име не ти го знаеме. Значи, се било на основу на димасите го ги носиле од тој период. Сега, исто и моите деца, јас имам 2 сина, исто и нив ги викаат папа. Позитивно и насмејано ја стартувавме и оваа работна недела, нека не држи до самиот крај. Ана, ти благодарам. Ни го пренесе не само сонцето, туку и позитивното расположение од Битола. Се надевам дека набрзо ќе се видиме во Битола, а до тогаш се гледаме и оваа работна недела како што си е редот со најновите информации од Битола и од околијата во ново во градот и оваа работна недела. Ти благодарам, почитувани, ви благодарам на вниманието. Се надевам дека успеавме да ве расположиме, да ве насмееме. Ви посакувам убав ден и убава работна недела. Ве оставам сега на колегата Иван Лазаров. Јас се одјавувам. Поздрав од мене.